Ете, тоа е нашата следна тема, со оглед на тоа што за жал има многу ситуации и на пациенти кои што, да кажам, дека по хемотерапијата со канцер во моментов се во еден таков рековалесцентен период, но од друга страна и многу пациенти кои што по операција треба да знаат како и на кој начин може да го ревитализираат своето тело и да го вратат во форма. Токму на оваа тема денес зборуваме со здравствен едукатор Филип Ачковски. Добро утро, добро ми дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. За жал темава и неопходна е, со оглед на тоа колку некако здравственото, да кажам, здравството и меѓу другото здравствената состојба на луѓето е се повеќе загрозена, дали поради воздухот кој што го дишаме, храната која што ја конзумираме, меѓутоа искрено на ова тло се почести случаи и на, за жал, тешки болести, меѓутоа и по операција. На самиот почеток, може ли да ни го објасните периодот кој што е рековалесценција или опоравување откако телото ќе претрпи голема траума? Па како што рековте и во најавата, рековалесценција е еден период на опоравок на нашиот организам после болест, операција, одредена повреда и така натака. Оваа тема е особено важна не само заради веќе споменатите и актуелни состојби и се поголемиот број на пациенти со малигни заболувања и така натака, туку и генерално. Значи, сите ние во одреден период од животот се соочуваме со одредени болести, проблеми, повреди, кои што потоа треба да се санираат, меѓутоа во самиот момент на излекувањето, многу често или на вршењето на хируршката постапка или било која друга постапка, не завршува комплетното враќање на организмот, да се изразам така, во оптимална форма. Тоа особено доаѓа до израз во подоснежните години од животот, многу кај младите луѓе одредени повреди и интервенции брзо се залечуваат, брзо зараснуваат, дури доколку тие не внимаваат на дадените совети. Во подоснежната возраст способноста за оправување на нашиот организам, едноставно неговиот капацитет се намалува и тоа подразбира само дека ние мора многу по-прецизно, подисциплинирано, посериозно да ги пратиме насоките кои што ни ги даваат пред се лекарите и останатите здравствени работници вклучени во овој процес на рековалесценција, се со цел да се вратиме во една оптимална состојба. Така да тој период на рековалесценција ретко е пријатен. Ретко е некоја активност која што ќе ја вршиме со задоволство, меѓутоа мора да ја вршиме дисциплинирано, повторливо. Понекогаш подразбира дека треба да се откажеме од некои од работите кои што ги сакаме, меѓутоа често пати токму тие биле и предизвикувач на проблемот. Треба да се откажеме можеби од цигарите, треба да се откажеме или да го намалиме во минимални граници конзумирањето на алкохол. Секогаш е добро да не бидеме присутни во локации кај што има загаден воздух. Се спомнав само 3 фактори кои што предизвикуваат оштетување на клетките како резултат на прекумерно создавање на слободни радикали, што е покрај останатите причини, вирусни фактори и така натака, една од главните причини за развој на малигни заболувања. Ке ни кажете и еве, кога станува збор за рековалесценцијата, споменавте дека е многу важна исхраната. Прво, како треба да биде исхраната и од, да речам, кои намирници треба да се откажеме, посебно доколку било многу тешко заболување, а кои се оние намирници кои што треба да им дадеме предност и треба да ги конзумираме? Ова е навистина една широка тема и многу зависи од конкретната состојба на нашиот пациент, меѓутоа во глобала она што генерално секогаш треба да се применува покрај неопходното одмарање малце поголемо на организмот во овој период на реконвалесценција и буквално сопствено пратење на тоа кои ни се можностите, до каде можеме, колку да форсираме. Сите ние сакаме веднаш да правиме се, меѓутоа тоа не е најдобра идеја. За да го забрзаме овој процес мора да се храниме правилно. Речи секогаш се сугерира да се јадат 3 до 5 помали оброци. Тоа подразбира дека ние нема да го оптеретуваме нашите системи за варење и другите во организмот, а од друга страна и нема да предизвикуваме пикови на шеќер во организмот, кој што е еден од клучните предизвикувачи на воспалителни процеси. Во тој контекст е многу важно селекција на храна која што се прави и на овие, меѓутоа и на генералната популација, јас би рекол,
треба се почесто да се избегнува храна која што е со висок, ние велиме, гликемиски индекс или која што многу брзо предизвикува растови на шеќер во крвта, пред се храна базирана на бел шеќер, сладки, бели пецива и така натака. Наместо тоа треба да најдеме начин потребните еглехидрати кои што се дефинитивно неопходни за енергија. Ние во тој период, ако не внесуваме еглехидрати, ќе бидеме заморени. А ние треба да ја вратиме нашава сила, да најдеме начин да ги внесуваме преку свежо овошје, цврсти, плодови, мешункасти и така натака, и на тој начин да го постигнеме тој баланс, да намалиме внесување на бели пецива кои се најдостапни и најчести во нашата исхрана. Од друга страна, клучно за во периодов на опоравок, ние треба да опоравиме или да створиме нови клетки. Најчесто главен градбен елемент кој што ќе ни помогне во тоа се протеините, ни треба еден зголемен внес на протеини, и тоа и од растително и од животинско потекло, бидејќи секој на свој начин е клучен за едно добро функционирање и побрзо опоравување. Внес на протеини е значен не само за повреди на меките ткива, да речеме, и на мускулите, туку и за коските, каде што во таква ситуација е задолжително да се зголеми и плесот на млечни производи, што и нормално треба да го правиме, поготово женска популација над 40-та година не треба да го заборави ризик факторот за остеопороза и за губење на коскената маса и густина, така да млечни производи или дополнителен калциум, К2, витамин доста актуелен во последниве години, доста зборуван, се навистина важни, како и витаминот Д, независно дали ќе бидеме доволно изложени на сонце или дополнително суплементарно, особено во зимските месеци ќе го внесуваме, особено се важни за да креираме една добра состојба на нашиот локомоторен апарат. Не треба да забораваме и дека кога се случуваат оштетувања на клетките од било која причина, дали се слободни радикали, дали е старење, дали едноставно има некои генетски причинители кои што тоа го прават, дека тоа е еден процес кој се случува цело време, секојдневно, кај секој човек. Меѓутоа, доколку нашиот имунолошки систем е во добра кондиција, да не кажам во идеална кондиција, тој ги решава тие работи неприметно. Ние нема да развиеме болест, бидејќи сите тие дефектни клетки оштетени се уништуваат затоа што сме во состојба. За да бидеме во состојба за тоа, мора да го одржуваме во добра кондиција имунолошкиот систем, заради што е клучно покрај ова веќе споменато внесување на свежо овоси и зеленчуки, тоа барем 5 вида различни, зависно пред се сезонски, значи зависно во која сезона се наоѓаме. За среќа имаме избор и од домашно производство, па и од увоз. Важно и корисно е да се суплементираме со цинк, со селен, кои што и со витамин С, кои што помагаат едноставно макрофагите, кои што се клучни во овој дел на решавање на тие дефектни или опасни клетки, па и други причинители на надворешни заболувања и вируси и бактерии и така натака, како и останативе клетки од имунолошкиот систем, леукоцити, лимфоцити и слично. Значи, им даваат, тоа се потребни нутриенти за тие да бидат во оптимална кондиција за да се произведат во доволна количина, бидејќи за да можеме да постигнеме еден ефект да се изразам во таа борба, ни требаат доволно војници и тоа спремни и обучени, а ние ги спремаме преку правилната исхрана покрај останатото. Јас би сакала пред да преминеме и на суплементи за опоравување од тешка болест или операција, само да ве прашам и околу црвеното месо, многу двумења има, нели вообичаено нутриционистите велат дека треба помалку да се конзумира. Од друга страна, па кога се раѓаат децата, нас не советуваат како мајки телишкото да едноставно мора да биде на трпезата и така натаму. Па кажете ми, во овој период, ја споменавме нели рибата, меѓутоа што станува со овој тип на месо, дали да се употребува, дали во мали количини или не? Генерално има спротивставени мислења, неспорно, во светот на медицината, на нутриционизмот и така натака, и тие размислувања менуваат, се флуктуираат како поминуваат разни генерации. Оно што е сигурно е дека во времето на бременост, во детската возраст, во време на раст и развој, внесот на животинска исхрана, тие протеини се незаменливи.
нема начин ние да ги надокнадиме преку било каква растителна исхрана, независно во која количина ќе внесеме, без разлика што најчесто ќе треба да внесеме многу големи количини на растителна храна која што ретко се употребува. Тоа е едниот дел од приказната. Во процесот на опоравување исто така, особено доколку не станува збор за премногу возрастна популација кај што треба да се пази со количината на протеини, постарите лица не треба да претеруваат со протеини, затоа што сепак ги оптеретуваме органите за варење, да. И органите за варење. Меѓутоа, генерално една помлада популација на средна возраст која што сигурно побрзо ќе се опорави доколку имаме зголемен внес на протеинска исхрана и тоа барем некаде 20% од целокупниве калории треба да бидат протеини. Во тој контекст и внес на црвено месо не треба да се исклучува, меѓутоа треба да се дозира. Нема секој ден да јадеме црвено месо, меѓутоа 2 пати, 3 пати неделно е нешто што ќе ни помогне побрзо да се вратиме во кондиција. Да не зборувам за спортисти или некои кои што се изложени на големи напори за да градиме ние здрава мускулна маса. Внесот на животинските протеини е важен, да не зборуваме што витамин B12 е еден од клучните витамини за добро здравје, меѓу другото на крвта, го наоѓаме скоро исклучиво во храна од животинско потекло и тоа баш во црвено месо. Најмногу, така да другата опција ние да го суплементираме синтетски. Па дојдовме до суплементите. Кои суплементи се неопходни при опоравување? Значи, во суштина, ние треба да го стимулираме организмов, да го вратиме во нормала, повторно зависно од повредата и, да речеме, оштетување во различни се можности, меѓутоа антиоксидантиве секогаш се добар избор. Пред се мислиме на А и Е, кои што се многу важни за опоравување на кожата. Не треба да се заборави и С, витаминот тука, бидејќи тој помага за создавање на колаген и на сврзнато ткиво, кое што е клучно во тој процес на обновување, регенерација на овие состојби, поготово кога има хируршка интервенција. Не треба да се заборави и дека пациентот мора да одржува добар сон. Тоа понекогаш е тешко. Тие пациенти можеби ќе имаат болки одреден период, после тоа понекогаш можеби и месеци ама стварно ќе поминат доека да бидат во приближно добра состојба, а ние треба да одржуваме сон од 8 часа, што е стварно тешко ако чувствуваме болка, нелагодност, треба бараме позиција за спиење, навистина за некои пациенти е тоа тешко. Неспиењето е страшно штетен фактор, бидејќи ја намалуваме концентрацијата на мелатонин во организмот, кој што меѓу другите е важен за поправка на таа дефектна ДНК и воопшто за едно подобро функционирање на имунолошкиот систем, па често пати понекогаш и мелатонин треба да суплементираме во предвечерниот период, пола саат пред спиење, од 1 па до 5 некаде милиграми, за да заспиеме и за да опоравокот на организмот биде поголем. Цинкот и селенот веќе ги спомнав во контекст на оптимизација на нашиот имунолошки систем, бидејќи често пати кога се врши поготово во ситуацијава на третманов на малигни болести, нашиот имунолошки систем е сериозно срушен од сите тие постапки, активности, дали се зрачење, дали се остатици, да не навлегуваме во многу детали, зависно од кој што треба да се оптимизира ова. Токму заради тоа, во комплицирани случаи, реконвалесценцијата е многу сериозен процес кај што се вклучени повеќе стручњаци за да тоа се изврши правилно. Ретко ќе можеме ние сами да се опоравиме, поготово во повозрасна дома, кај што за жал и тие случаи се почести. Така да, значи, тоа е една комбинација од диететичар, од физиотерапевт во некои ситуации, од лекар секако, кои што ќе ни помогнат, ќе не пратат за да се вратиме блиску до нашиот оптимум. Немаме уште многу време, јас би сакала уште само за физичката активност да споменеме. Предпоставувам дека човек по операција или човек по хемотерапија, по еден таков процес, тешко дека може да се натера да биде физички активен, но што е она неопходно што може да се направи? Па добро, физичка активност де факто докажано не само што помага за наше добробитие и добар изглед и
долговечност и здравје, туку и помага за опоравување и при бројни повреди, болести, особено при интервенции болести на коски, зглобови, скршеници и слично. Значи, после некој период, напротив, неопходно е, ако сакаме побрзо и правилно да заздрави повреденово место, неопходно е соодветно да бидеме физички активни. Меѓутоа, затоа реков, тука се потребни стручњаци во процесот. Некој треба да ни го дозира, тоа. Не можеме да се вратиме пребрзо во нормална активност, меѓутоа минимални одредени активности, барем некое мало ситно пешачење е особено важно. Најголемата грешка што може да ја направиме е ако ние легнеме комплетно. Ќе дојде до атрофија на останатата мускулатура, сите системи ќе забават, целиот метаболизам ќе падне на ниво минимално, бидејќи организмот не троши енергија и тој сам ги регулира процесите. Јасно му е дека нема потреба од тоа, ќе изгубиме апетит. Се тоа фактори кои што негативно ќе влијаат на нашата состојба, така да апсолутно соодветна физичка активност која што зависи не само од состојбата, туку и од понекогаш и од возраста на пациентот. Не можеме ние да очекуваме сега нереални, да си поставуваме нереални очекувања. Меѓутоа, да, на старт понекогаш и при некои интервенции и повреди ние сме принудени, што велиме ние, да бидеме активни спротивно на нашата волја. Можеби нас не ни се станува сега, не ни се вежба. Напротив, тоа мора да се прави, бидејќи во спротивно штети веќе бидат неповратни, да речем, или многу поспоро ќе се опоравуваме туку што би требало, нели целта на целиот овој пакет од стручњаци е да не врати побрзо, без друго, за да бидеме работоспособни и да вратиме нешто назад. Благодарам многу за гостувањето, се надевам помогнавме. Благодарам јас.